Јас и на таква една пресконференција, кога стануваше збор дали јас сум се сретнал со господин Милевски, беше во форма на тоа дека тој практично мене ме контаминирал при таа следба на начин на кој што практично ги контаминирал сите оние од владата со кои што се среќа. И не е само една средба во рамките на владата, туку има многу повеќе средби. Се надам дека јавноста во периодот кој што следува ќе биде сведок и на сето тоа, бидејќи добра јавноста да знае што се случувало веќе и што се случува веќе трета година поред. Но јас и тогаш кажав, ја користам оваа прилика и тука на вашата емисија да го кажам, доколку постои било каков инкриминирачки материјал, доколку било, не мора да поставуваат прашања, не мора да се плашат од законот дека ќе ги тужам. Веднаш да го објават на моја евентуална инкриминирачка активност и не треба воопшто да се мислат, јас следниот ден ќе се појавам во истражниот затвор Шутка во Скопје. Но доколку не постои, ќе треба да се повлечат од овие изјави и да се извинат јавно, бидејќи навистина вака е малку кукавички да поставувате прашања, па да мислите дека ако поставите прашање, вие ќе ја кажете тезата во јавноста, ќе го испрелеме лидерот на опозицијата во една квази политичка пресметка, а при тоа ќе бидеме заштитени, законот ќе не штити, бидејќи имаме прашална форма. Еве, нека се охрабрат, не мора воопшто да поставуваат прашање, доколку навистина постои таков инкриминирачки материјал, каде што има корупција, мито и така натаму, веднаш да го објават и веднаш да го пријават во рамките на обвинителството. Јас истиот ден самиот доброволно ќе се пријавам. Не разбрав дали се видовте со Кичевец? Апсолутно не. Апсолутно не.